Добар ден, почитувани. Ова е магазинот за родителство 0+ месеци. Што се подразбира под нормален раст кај детето и кои параметри треба да се следат? Како се разликува нормален од забавен раст и кога има причина за загриженост? Колку сантиметри во просек може да порасне девојче по првата менструација? Кога момчињата влегуваат во фазата на најинтензивен раст, во доцното основно или во раното средно образование? Дали спортовите, особено интензивниот тренинг, може да го забрзат или пак да го успорат растот? Најчестите дилеми околу растот ќе ни ги разјасни професор доктор Александра Јанчевска, детски ендокринолог. Останете на Телма, следува корисно и интересно издание. Како растат децата и што ја одредува конечната висина? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Александра Јанчевска, детски ендокринолог од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Вие сте и раководител всушност на одделот за ендокринологија. Професорке, добар ден. Добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам многу на поканата. Што се подразбира под нормален раст? Кои параметри треба да се следат? Па сега да почнеме од основните работи, од дефинициите, како нели оди по редот. Растот по дефиниција представува процес на позитивна промена во големината за одреден временски период. Сега ние денеска се фокусираме конкретно на линеарниот раст, односно растот во висина, односно во должина. Вие прашавте многу баво, што го определува растот? Кај децата, за да го следиме растот, ние мора да следиме како напредуваат во висина, значи мериме телесна должина до првата година и телесна висина после првата година, така се термините, секако мериме и телесна тежина. Тоа се основните параметри по кои што ние следиме колку едно дете расте за одреден временски период. Значи, тоа се всушност клучните параметри. Клучни. Кога родителите треба да бидат загрижени дека нешто не е во ред со растот кај детето? Значи, за да воопшто некој родител биде загрижен, тој секогаш прво го следи своето дете во однос на второто, на другото дете, на првото дете. Прави компарации, споредби. Компарира со свое дете, со другарчињата негови во градинка или во училиште. Исто така родителот забележува дека неговото дете, посебно она што не расте доволно, дека подолго време носи еден изброј гардероба, подолго време носи исти патики, изброј патики, изброј кондурчиња, или, например, ако детето повеќе расте, многу брзо ги израснува гардеробата и на тој начин фактички прави компарација дали неговото дете досега растело добро, па сега нешто помалку или повеќе, или е соодветно на другарчиња. Каква улога игра генетиката во растот? Дали висината на родителите е пресудна? Секогаш, кога определуваме каков ќе биде растот на едно дете, ние тргаме од висината на родителите. Тоа е потенцијалот што секој дете си го носи со себе. Потоа зависи од неговиот пол, секако. И врз база на тие параметри ние можеме да определиме на одреден начин да пресметате. Да пресметаме, точно, со посебни формули, не само ние, тоа се светски препораки кои што се користат во сите клиники до светот, кои што го определуваат и определуваат конечната висина на едно дете во едно семејство. Значи, според висината на родителите, се собира висината на родителите, тој број се дели на половина. Ако е девојче, одзимаме 6 сантими, ако е момче, додаваме 6 сантими и ја пресметуваме конечната, финалната висина на тоа дете. Тоа е така наречената целната висина, нешто што очекуваме да постигне број на сантиметри, да постигне тоа дете, според тој пол. Дали тоа значи дека високите родители секогаш ќе имаат високо дете или пак ниските родители ниско? Тоа е многу интересно прашање. Родителите очекуваат нивното дете да расте како што растат тие и навистина отстапувањето кога ќе забележат дека нивното дете е многу пониско и расте пониско од нив, тоа е веќе сериозен аларм. И за нив, а меѓутоа и за нас. И ние очекуваме кога родителите се повисоки и детето да си расте меѓу повисоките другарчиња. Сега
таквото отстапување бара сериозни понатаму инвестигации. Во денешно време, со новиот стил на живот, со исхраната која што не е идеална, не можеме да речеме дека јадеме најздрава храна, децата растат и повисоки од своите родители. Но сепак ја пратат кривата на своите родители. Ајде да проговориме за исхраната. Лошата, неадекватна исхрана ќе го забави или ќе го забрза растот? Сега, што значи лоша? Лоша е кога е прекумерна, кога е неквалитетна, па дечињата се поправаат, стануваат обезни, имаат поголема телесна тежина, со тоа и телесна висина. Родителите многу малку се загрижени за оваа состојба, на жалост. Не е важно што има некој килограм повеќе и што е детето крупно, а тоа е денеска епидемија. Тоа е една од... Верува дека ќе се извиши по тоа и ќе се нормализира. Тоа расте високо. Дебелите дечиња се секогаш повисоки. Меѓутоа, ако детето живее во лоши социоекономски услови, па вие знаете во минатото гледате луѓето што живееле во лоши услови, Аушвиц, во концентрационите логори, недоволна исхрана, неквалитетна, да не речам безич, или деца кои што живеат во депривациони услови, порано. Сега во денешно време во домски услови се живее најнормално, децата се хранат. Меѓутоа порано дечињата кои живееле во лоши услови, многу помалку се хранеле, многу понеквалитетно. И во тој случај тие дечиња заостануваат во растот. Во тој поглед исхраната игра голема улога. Има деца што се пребирливи и што не сакаат да јадат. Дали тоа значи дека родителите треба да бидат упорни, децата да си го изедат предвидениот оброк, или пак можеби да им дадат некаков суплемент за да го постигнат растот? Родителите најчесто, најпрво ствари, прибегнуваат кон суплементите отколку кон труд за подобра исхрана. Има деца кои немаат добар апетит, кои не сакаат многу да јадат, кои што ќе касне малку ќе престане да јаде. Има дете кои што во 2 минути ќе го изеде целиот оброк или за бара репета. И бара репета. Значи суплементите не се решение. И исто така гладувањето не е решение, да го оставиш детето ако не сака да јаде, добро, нека не јаде, после ќе јаде. Не, почесто, помалку е подобро него воопшто не јадење или обратно, да јаде за двајца, затоа што има апетит. А децата кои што имаат прекумерна телесна тежина, дали значи дека ќе бидат повисоки? Ќе бидат. Ќе бидат повисоки секогаш. Само во детството или ќе пораснат воопшто во адултна возраст, ќе имаат повисока од очекуваната висина? Тие растат заради тоа што се покрупни, растат повисоки од другарчињата. Меѓутоа, во адолесценцијата тие се трудат таа телесна тежина да намалат, се трудиме и ние да им помогнеме и стигаат висината на своите врсници. Каква е улогата на хормонот за раст во овој период од животот? Значи, во детството, од раѓање до адолесценција, па и адултно возрастно доба, хормонот за раст е исклучително важен. Тој е по состав пептид, значи протеин, и се лачи од предниот резен на хипофизата. Тоа е жлезда која се наоѓа во черепот, која што има диригентска улога во однос на другите жлезди. Овој хормон има многу сежно влијание. Пред се каже, ние примарно ја кажуваме улогата во растењето, значи влијае на растот, на создавањето и добивањето во висина, меѓутоа расти на телесните органи. Хормон кој што влијае да не се создава прекумерно масно ткиво, туку напротив, тоа да се разградува, и секако улогата на хормонот за раст во спречување на остеопорозата. Затоа велам, не е само за во текот на детство, туку во текот на во цел живот. Така. А може ли децата да имаат нормален хормон за раст, но сепак да не растат? Секако. Вие начнавте една голема тема. Најголемата причина за ендокринолошка, за нерастење, за низок раст, тоа е дефицитот на овој хормон за раст. Меѓутоа, постојат и други причини, ендокринолошки и неендокринолошки, кои што не се поврзани со дефицит на хормон за раст, а сепак децата растат ниско. Тоа се, например, од ендокринолошките причини пациенти кои имаат проблеми со тироидната жлезда, со надбобрежната жлезда, состојби кога тие работат намалено, кога функцијата нивна е намалена.
од неендокринолошките причини кои доведуваат до низок раст, тоа се најчесто дечиња, се сретнуваат кај дечиња кои имаат хронични болести на било кој орган или систем. Дали е тоа кардиоваскуларен, срцеви аномалии, бубрежни болести, болести на крвотворните органи, тешки малигни хемопатии и така натаму. Потоа дечиња кои што имаат метаболни болести, тие имаат низок раст. Така, А нормален хормон за раст. Нормален хормон за раст, но доколку останатите, нешто не во ред со останатите хормони или пак со хроничните болести, тогаш може да се јави проблем. Ја спомнавте тироидната жлезда. Се случува ли кај децата, исто како кај возрастните, да има намалена функција, штитната жлезда? Во последните години многу од пациентите, имаме многу фактички пациенти во нашите амбуланти кои што имаат проблем со тироидната жлезда. Најголемиот дел од тие дечиња кои што имаат проблеми со тироидната жлезда имаат намалена функција. Една група многу помала се децата кои што имаат вроден недостиг на хормонот на тироидната жлезда, многу поголема група на деца се децата со стекнат дефицит на хормонот на тироидната жлезда, на тироксинот, заради најчесто автоимуна природа, заради болеста на Хашимото. И на денешно време, не само деца, а возрастни, дури по напредната возраст, луѓе над 70 годишни има со болести на тироидната жлезда. Така да, во нашите амбуланти предначат дечиња кои што имаат болести на тироидната жлезда со намалена функција, хипотирози. Заради најчесто автоимуна природа Хашимото тироидит. Доколку се со лекови се нормализира нивото на тироидниот хормон, дали овие деца потоа нормално ќе растат? Секако. Знаете, една од причините која доведува до низок раст, ние рековме, тоа е намалената функција, ендокринолошка намалената функција на тироидната жлезда. Ако тоа дете се воочи на време, а ќе се воочи со тоа што тоа ќе заостанува во растот, ќе биде по незаинтересирано за околината. Ќе има одредена симптоматологија која треба да се воочи на време од страна на матичниот педијатар или лекарот на семејна медицина кој ги прегледува исто така дечињата и на време да го упати на лекар, на ендокринолог кај нас на клиниката, бидејќи еден од најевидентните симптоми кај децата кои што имаат намалена функција на тироидната жлезда, тоа е нискиот раст. А што е со проблемите со исхраната и со цревата? Некои од децата имаат нетолеранција кон глутен, други имаат алергија на глутен, целијакија, нетолеранција на лактоза. Дали сите овие проблеми може да влијаат на растот? Секако, јас претходно не ги кажав овие болести на гастроинтестиналниот систем, ги пропуштив, вие ме подсетивте, дечињата со целијакија, глутенска ентеропатија, дечињата со алергија на кравјо млеко и така натаму, со цревни болести. Потоа, оние што се со воспалителни, хронични воспалителни болести на цревата, сите тие имаат одраз врз растот. Затоа што тоа се болести кои се долготрајни, кои се директно поврзани со метаболизмот, со исхраната и деца оставаат одраз врз растот. А оние кои што имаат астма или некакви респираторни заболувања, имаат потреба од локална кортикотерапија. Ке влија ли тоа на растот? Родителите често имаат таа дилема и се плашат. Да. Знаете, порано во медицината се користеа многу повеќе системски кортикостероиди. Системските кортикостероиди, значи дадени интравенски мускулно, дава одраз врз растот, бидејќи ја нарушува работата на надпобрежната жлезда. Сегашното лекување, новите третмани на лекување на болестите на респираторниот систем со тописки кортикостероиди кои влијаат исклучиво само на местото каде што се потребни, не оставаат одраз врз растот. Значи може да бидат смирени, доколку нивното дете има таква терапија за хронична болест. Ајде да проговориме за влијанието на современиот начин на живот. Децата денеска се помалку спијат, особено кога ќе влезат во пубертет, па на мобилни телефони седат доцна навечер. Како се одразува недостатокот на сонот врз растот? Постои ли некаква корелација? Значи, порано, вие многу интересно прашавте, порано
им се велеше на децата, ајде легнете си порано да заспиете, да спиете подолго, со спиењето се расте. Ние и кога го даваме сега хормонот за раст, препорачуваме да се даде за децата што се лекуваат веднаш штом се заспие. Зошто? Затоа што лачењето на хормонот за раст е секогаш започнува има циркадијален ритам и се знае кога се лачи со заспивањето. Меѓутоа, нашите деца, на жалост, живеат во друго време, легнуваат покасно. Не може да кажеме дека не спиењето, бидејќи тоа не е континуирано, не е тоа хроничен замор. Тоа се еден период кој што поминува. Во секој случај препоракате да се легне што порано. Што порано, бидејќи има вистина во тоа дека се расте во сон. Така е. Исто така децата се физички неактивни, постојано се дома, пред компјутер, пред таблет, пред екрани. Тоа е реалноста. Сега, отсуството на физичката активност ќе влие ли врз растот? Бидејќи имаше порано убедување, ако детето тренира кошарка, ќе биде повисоко. Ние препорачуваме физичка активност во секој случај. Значи, се што е умерено, нормално. Нити префорсирување, нити со сила наметнување одреден спорт ако детето не го сака. Па тоа е контрапродуктивно. Меѓутоа, на жалост, нашите деца не се многу заинтересирани за спортски активности. Искрено. Тие сакаат еден спорт, па тоа ќе помине, па ќе сакаат нешто друго, а најмногу ги сакаат мобилните телефони, лаптопите, ајпадот и така натаму. Зошто? Зошто бара најмала физичка активност и им го отвара просторот на интернет, да се дружат со другарите на виртуелен начин, а не да излезат и да поспортуваат. Спортувањето е препорачливо за секого, се да биде умерено. Ние имаме и друг момент, ние имаме желби на деца кои што не се многу спортски активни, ама сакаат да одат во теретани. Сакаат таков тип на спортување. Не да вежба кошарка, да води 2-3 пати недел. Има дечиња кои навистина се посветени и родители кои се трудат тоа да го прават за да нивното дете порасне. Меѓутоа, сепак потенцијалот што го носи во себе е клучен. Доколку одат во теретана и работат со тежина за да пораснат мускулите во период кога растот се уште не е завршен, ќе биде ли тоа проблематично? Ние сериозно поменуваме. Кога ќе им се рече физичка активност, тие тоа го сваќаат, денешните деца, денешните адолесценти го сваќаат одење во теретана. Не велат возење, велосипед, пешачење, кошарка во мало и така натаму, нешто што порано се практикуваше. Не, сега се оди во теретана, да се вози точак на велосипед, да се оди на трака и да се дигаат тегови. Тоа е сериозен проблем со кој што ние се соочуваме со тинејџери, 13-15 годишни. Тоа не е во ред. Воопшто не препорачуваме такви активности и сериозни проблеми создаваат. Прво затоа што се создава прекомерна мускулна маса, хипертрофија на мускулите, тие кои што ги користат на рачните и на ножните, значи на надколениците и на надлактиците. И во овој период, кога се уште трае растот, дигањето на голема количина на тегови доведува до нарушување на епифизите, па сериозни последици може да има и врз растот. Точно е забелешката. Ви благодарам на прашањето. Професорке, кога станува збор за стресот, знаеме дека стресот ги нарушува сите функции во организмот, се излачуваат хормони на стрес. Ќе влијат ли тие некако на растот кај детето? Па сега искрено... Знаете, стрес во градинка, стрес на училиште, не сакаат да учат. Искрено речено, стресот што го имаат нашите деца не е толку сериозен. За вакви нарушувања, Нивниот стрес е да некогаш е навистина прекомерен, но не се одразува врз растот, повеќе врз гастроинтестиналните симптоми, а тешко на денешно време врз растот. Долготрајните стресови, како порано во лошите социоекономски услови, војните, тоа е нешто што навистина дава одраз. А денешниот стрес на поинакво ниво се одразува. А што е со пубертетот? Какво влијание на растот ќе има доколку детето влезе порано во пубертет? Или пак подоцна? Има, се разбира, се знае точно, има препорака и дефиниции кога едно дете
било девојче, било машко, треба да влезе во пубертет. Тоа значи, после 8-та година очекуваме девојчињата да почне пубертетот, а после 9-та година ке машките деца да почне пубертет. Воколку тоа се случи порано, значи и кај едните и кај другите, тоа или пак не е препознаено навреме. И тој предвремен пубертет, го велиме таа состојба, трае подолго време. За нас не е само стравот, дека тоа дете порано ќе почне да се развива, туку тоа предвреме ќе порасне и ќе остане ниско. Затоа се трудиме навреме да се препознаат тие симптоми на предвремен пубертет, навреме да се откријат, да се детектираат и да се лекува, да се спречи тоа предвремено созревање и затварање на епифизите, завршување на растот. Истото важи и за вие ме прашавте и за задоцнет пубертет. Задоцнетиот пубертет и тоа е во најголем број случаеви и конституционален, значи во семејство каде што едниот или двајцата родители покасно почнале во пубертет и влегле во пубертет, тоа се очекува и кај нивните деца. Така ние секогаш прашуваме кога велиме дека после 12,5, односно 13 години кај девојчиња, например, нема секундарни карактеристики, или нема мензис после 14 година, или кај машките деца после 13 години, 13,5 години, нема уште почеток на пубертет. Значи, прашуваме што се случувало со родителите. Во вакви ситуации, исто така треба да внимаваме кога ќе почне пубертетот, да подпомогнеме ако видиме не е започнат пубертетот, за да може да спречиме понатаму последици врз растот. Тие што влегуваат доцна во пубертет, исто така постои ризик да останат пониски? Во најголемиот број случаеви не. Аха, може да постигнат. Ја постигнуваат висината затоа што го надокнадуваат времето. Откако девојчињата ќе добијат менструален циклус, уште колку време растат? Девојчињата после добивање на менструалниот циклус, според литературата, според сите препораки, 7 до 8 сантима би требало да растат, односно во ако велиме во сантими, или 2 до 2,5 години после добивањето на менструацијата тие растат. Сега колку растат? Тоа зависи кога ќе добијат прва менструација, односно менарх. Ако, како што денес ни се случува, се порано, значи добијат мензис пред 12 годишна возраст, тогаш можат после добивањето на менархата и дури до 13 сантима да израстат. Но, ако добијат после 14 годишна возраст, тогаш растат пократко, помалку, имаат и до 3 до 5 сантима може да порасне. Значи зависи од возраста кога добијат првата менструација. Така. А момчињата кога ја постигнуваат онаа фаза на најинтензивен раст? Дали е тоа во доцното основно образование или пак во раното средно? Значи, околу 15-16 годишна возраст најинтензивно растат момчињата. Односно, почнувајќи после 13-та година, 13, 14, па 15-та година, тие тогаш највисоко растат, најинтензивно, брзината на раст е најголема. Знаете, тие продолжуваат понатаму да растат до 18, односно 20 години. Зашто овој пубертет нас ни е најважен? Затоа што во првата година и во текот на пубертетот, тоа се две фази во животот, децата најмногу растат. Првата година 25 сантима растат, исто така во пубертетот најинтензивно растат. Кај девојчињата пубертетот пократко трае, побрз е растот за пократко време, кај машките подолго трајно. Например, девојчињата растот завршува околу 5-16 годишна возраст, а кај машките до 18, односно и 20 години можат да растат. Значи не може да се очекува девојчињата нагло да се извишат во средното образование? Единствено ако имале некој конституционално заостанување на растот, па растала мала и конечно до 5-16 години да израсне нагло. Ќе ги вклучиме гледачите, од тој момент почитувани емисијата е контактна, можете да поставите прашање кое што се однесува на растот кај децата, ќе појасниме во наредните минути како се прави проценка на правилниот раст со помош на перцентилните криви, но предходно би ве запрашала кога станува збор за пубертет кај деца, особено кај оние кои што ќе влезат малку порано, обично се прави рентгенска снимка на шаките. Зошто? Да, убаво прашање. Рентгенската слика на шаките ја правиме не само за децата во пубертет. Ние ја користиме, тоа е еден метод за определување на коскената зрелост.
Зошто ќе прашате? Затоа што очекуваме коскената зрелост, старост, левата шака. Без разлика што ги сликаат децата најчесто и лева и десна, левата шака се слика и се следи растот на коските, се следи на коскената старост која што се изразува во години, во возраст која што треба да биде соодветна на хронолошката. Што значи тоа? Кога правиме проценка на растот, ние кога видиме дека постои некакво отстапување, било да е низок или повисок раст, секогаш вториот чекор после мерењата ни се определувањето на коскената зрелост. Коскената зрелост треба да е соодветна со хронолошката. Значи, отстапувањето да биде во рамките на максимум 1 до 1,5 години. Се што е повеќе од тоа, асоцира на предвремена појава, предвремено растење, предвремен пубертет, ако некои знаци се појавиле, или ако е задоцнето, како во нашиот случај што разговараме за нискиот раст, таа секогаш ќе заостанува барем година и пол од хронолошката возраст. Староста на коскената матурација. Сега како тоа го определуваме? Постојат методи, порано се користеше методата на Гройлих и Пейл, потоа постојат Фишермановата метода, сега дури постојат и компјутерски програми, кога се става сликата, CD-то од шаката на посебна компјутерска програма и програмата ни го определува коскената зрелост на детето во однос на полот и хронолошката возраст. Доколку се утврди дека коскената зрелост е поголема од она што треба од возраста на детето, што може да се преземе? И дали тоа значи дека набрзо ќе запре растот? Во колку, например, детето е под очекуваната возраст за појава на пубертет. Има забрзан раст. Повисочко е од другарчиња. Има било каква симптоматологија. Значи, забрзаниот раст е веќе симптом? Симптоматологија во поглед на појава на предвремен пубертет, дали се градички, дали влакненца. Укажува на пубертет, всушност. Укажува на појава на секундарни полови знаци, ран пубертет, во време кога не треба да биде. Тоа е аларм дека ние треба да продолжиме со испитувањата. Пред да преминеме на испитувањата, ќе ги вклучиме гледачите со нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден. Прашање за докторката. Станува збор за внуче кое што има 2 години и 4 месеци. До 2 години одлично јадеше, пошто зборувате за висина, за раст и така, може би сум малку надвор, али може би и не сум. До 2 години, од септември навака оди во градинка, не оди цело време, некоја адаптација која што е потрајува, бидејќи се разболува, и престана да јаде. Доби еден сируп кој што со лажичка мораше да му се дава, никако лажичка супа ништо неќе да види веќе. Како да постапиме, не знам. Така, ви благодарам за вклучувањето, една загрижена баба и ве може и ова повторно да го поврземе со растот. Поаѓањето во градинка, тоа е едно стресна ситуација за дете кое што живеело дома, го чувале баба, дедо, имало други услови, многу по-лежерен стил на живот и сега оди во градинка, навистина се социализира, има другарчиња, меѓутоа има исхрана која што дома не ја практикувале или едноставно детето не ја сака. Тоа не значи дека детето што оди во градинка ќе остане гладно или пак градинката ќе му го наруши растот на детето. Сега бабата даде еден момент сирупче пие детето, кажа, обично веднаш се почнуваат со витамински сирупи да го подобрат апетитот, напротив тие дават. Да, напротив тие уште повеќе го супримираат апетитот и не е продуктивно само сирупи, подобро да почнеме со исхрана, со обедување. Некои деца изираат, не сакат да јадат за да не одат во градинка. Некои не ја бендесуваат храната, некои имаат аверзија од тоа, додека не почнат да јадат. Ништо не е вечно. Значи, период на адаптација. Периодот на адаптација мора да се надмине. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Очекуваме вклучување. Да, но уште еден гледач, ве слушаме одлично, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Вака, се јавува гледачка, меѓутоа,
Сакам да прашам, дали е наследно да родителот, мајката, оди на дијализа, дали имам можност за децата да одат или до сега се добри, се е тоа што треба. Така, Дали има нешто наследно? Тоа ме интересира. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Дали бубрежните болести се наследни? Всушност, претпоставам дека тоа е прашањето. Да, постојат бубрежни болести кои што се наследни, кои даваат сериозни нарушувања на здравието на пациентот, до таа мера да останат да бубрезите сосем откажат и мора да пациентот оди на дијализа. Ние кога ќе зборувам, ако воопшто ја начнеме термата хормон за раст, ние во индикациите за лекување на пациенти со хормон за раст влегуваат и деца кои што се трансплантирани. Значи, не лекуваме деца додека се на дијализа, но пациенти со трансплантација, после трансплантација, хронична бубрежна болест, се лекуваат со хормон за раст. Бубрежните болести се една од сериозни заболувања кои што го нарушуваат здравието на пациентот, го нарушуваат целокупното и меѓу другото растот, влијаат на растот. Како хронична болест, нормално тие деца може да имаат заостанување во растот. Сега до кој степен, која болест има мајката, тоа е сепак прашање кое што треба дома да си го разреши. Така. А сега да проговориме за проценката, правилната проценка на растот со помош на перцентилните криви. На видеозидот сега можеме да ги видиме и сликите кои што се однесуваат на овие графикони. Има перцентилни, односно графикони со розова боја кои што се наменети за девојчиња, со сината боја се за момчиња. Ајде, професор, ке разјасните ни што е ова, бидејќи можат родителите ова и да го симнат на интернет, меѓу другото и самите да направат проценка. Овие криви кои што вие сте ги прикажале се многу интересни и се прилично едукативни. Од една страна ова се криви фактички на дечиња од 0, колку ја гледам, до 2 годишна возраст, до 24 месеци. Така, но има и за поголеми. Има и за поголеми, има од 2 години до 20. Кривите за раст кои што ние ги користиме се токму овие што сте ни ги прикажале од Центарот за контрола на болестите од CDC и од Светската здравствена организација. Кривите на раст се првиот показател на растот на едно дете. Тоа вие гледате, тука има сноп на криви, најдолна, најдебела, тоа е најдолната линија, најдолната крива на нормален раст, и најгорната 97-миот перцентил, кој што е најгорната крива на нормален раст. Сето тоа изнад на тоа е висок раст, односно под третиот перцентил е низок раст. Како тоа се определува? По принцип на Декартов производ. На X-овската се наоѓа возраста, на Y-овската на првава крива, каде што е за девојчиња, прикажана е, тоа е крива за обемот на главата, бидејќи кога мериме ние параметрите на раст, рековме најбитни се телесната должина, односно висина и тежина. Меѓутоа, точно е треба да се измери и обемот на черепот. Значи, обемот на главата треба да се одреди body mass index и за сите тие параметри постојат специјални криви соодветни на возраста и на полот. Значи, по принципот, да се вратам сега на определувањето, по принципот на Декартов производ, на X-овската возраст, значи на долната оска возраст, на долната оска, на хоризонталната се наоѓа возраста на детето, на вертикалната, на Y се наоѓа на долната половина овдека вие тежината, а горе обемот на главата. Овдека, на другата крива, кај момчињата, прикажана е и тежината и должината од 0 до 24 месеци, односно од раѓањето до 2 годишна возраст. Кога го мериме едно дете на 3 месечна возраст, има одредена тежина и одредена должина. Тежината ја определуваме од левата крива, вертикална, долниот дел, на соодветната возраст, местото каде што ќе се вкрстат тие две криви, точката ја определува перцентилната крива. Се што е меѓу најдолната и најгорната, значи меѓу третиот и 97-миот перцентил е нормален раст на тоа дете. Били нормална тежина, значи доколку точката се најде помеѓу горната и долната крива, сето тоа е нормално. Нормален. Одстапки има доколку се е надвор од кривите. Така е, надвор од тој сноп на криви. Добро. Секој дете си расте по одредена крива, по одреден перцентил. Значи, ние велиме расте во канал. Тоа е соодветно на висината на родителите за која претходно зборувавме. Алармот
Стравот е кога едно дете ќе почне да расте, ќе ја сече кривата. Значи, расте или нагоре, премногу нагоре, сече крива кон горе, или заостанува во растот, па многу малку расте за одреден временски период, или воопшто не расте, или ја сече кривата кон долу. Тоа е веќе сериозна Кога има навреме. отстапки, значи од сопствената крива, Од сопствената тогаш крива има... која што ја прати. Така. Сега, доколку има отстапки, какви испитувања правите? Прво морам јас да напоменам. Ова е нешто што ние секојдневно го работиме при секој преглед на дете во ендокринолошка амбуланта. Но истата оваа постапка треба да ја прави секој матичен педијатар. Така. Ова е нешто што треба редовно да се спроведува. Кај децата до првата година тоа се прави еднаш месечно, мерење на тежина и должина. Кај децата после првата година, секои 3 месеци, да се измери детето, да се нанесе на крива. Тоа е потребно за да се избегна прво задоцнето појавување на клиника, задоцната појава на времена диагностика, да се избегне појава на непредвидени состојби. Зошто кога педијатарот тоа треба да го направи? Кога веќе сме ги измериле децата, видовме дека растат по третиот перцентил, значи се со висина за таа возраст и таа пол, и тој пол, пардон, тоа дете расте најмалку, а таа најдолна црта, тоа означува 2 стандардни девијации. Зошто велам 2 стандардни? Секоја стандардна девијација е број на сантими определена за една возраст и за еден пол. Кога ќе се надминат тие 2 стандардни девијации, тие отстапки, тоа значи дека тоа дете сериозно отстапува во својата висина. Во тој случај ние почнуваме со испитувањата кој ќе дојде кај нас. Прво е шаката, проценка на коскената зрелост. Во колку отстапува повеќе од година и пол, значи бара други испитувања. Наше е прво да разграничиме дали недостатокот, односно намалениот раст е резултат на ендокринолошка или не ендокринолошка причина, за која веќе зборував. Ако е веќе ендокринолошка причина, која? Дали сепак во прашање тироидната жлезда, надбубрежната жлезда или хормонот за раст. Во колку сите други жлезди работа добро, значи тироидната и надбубрежната, тогаш причината ја параме во хормонот за раст, во неговата и во неговото излачување. Правиме тестови за определување на питуитарната резерва, за определување на хормонот за раст, значи тоа не се испитува по случаен избор кога ќе дојде некој сака да ми го проверите хормонот за раст. Тоа не оди токму така. Ние може прекурсорот да го определиме, инсулин сличниот фактор 1, IGF факторот, инсулин-like growth факторот 1, меѓутоа тоа не е тест. Тест се прави стимулациони тестови, се прават најмалку 2, и тоа е апликација, тоа е постапка која трае неколку часа, аплицираме субстанца која што ќе стимулира продукција на хормон за раст. И тогаш велиме сме докажале пациентот има или нема дефицит на хормон за раст. Така. Сега, доколку постои дефицит на хормон за раст, ќе се даде таа терапија. Но што доколку детето е ниско? Дали е етички да се даде некаков третман за да се зголеми неговиот раст, доколку не постои медицинска причина за тоа, бидејќи често пати родителите се незадоволни од висината на своето дете и најчесто поради тоа се јавуваат на лекар. Има една состојба, многу интересно прашање. Во Македонија, односно Европската медицинска агенција и FDA имаат начела по кои се водиме и ние, и тоа значи постојат болести, категории на состојби кои што во колку се евидентни мора да се лечат со хормон за раст. Тоа се дефицит на хормон за раст, тоа се девојчиња со Трнеров синдром, момчиња со Нунанов синдром, Прадер-Вили, деца родени мали за гестацијската возраст и деца кои што се трансплантирани, значи со хронична бубрежна инсуфициенција. Сега, таа палета, секако тука постојат и други генетски дефекти, например СХОГ дефицитот кој што исто така се лекува, тоа е индикација која што се детектирали, мора да се лечи со хормон за раст. Меѓутоа, во светот, по богатите земји и идиопатскиот низок раст
Значи, каде што не постои дефицит на хормон за раст, не е детето родено мало за возраста, земји кои што имаат пари ги лекуваат. Ние не сме во можност. Но, најголемиот број од нашите пациенти кои што се лекуваат со хормон за раст, се децата кои се родени мали за гестацијска возраст. Што значи тоа? Тоа се деца кои најчесто, и меѓу нив има некои кои имаат дефицит на хормон за раст, дали тотален или парцијален, но тоа е многу мал број. Најголемиот дел од нив немаат дефицит на хормон за раст, но се родени мали, навреме, мали за својата возраст. Значи, по 2500 грама и се родени најмалку 2 стандардни девијации со својата должина под очекуваната, значи под 50 сантима се најчесто околу 48, 40, 46 сантима. Тие деца кои останале ниски, зашто не сите од тие деца остануваат ниски. Ќе се роди мало, околу 90% од нив ќе порасне и ќе ги своите врсници достигне после втората, односно четвртата година. Но, ако остане ниско, такво ги има 10 до 20%, таквото дете треба да се лекува со хормон за раст. И во Македонија. И кај нас. Да, и го лекуваме. И до која возраст може да се дава овој хормон за раст? Хормонот за раст не е директно поврзан со возраст. Тој е поврзан со брзината на раст. Добро. И со затварањето на епифизите. Значи, тоа се случува од прилика, ви кажав, околу кај девојчињата 16 годишна возраст, машките до кај 18 годишна возраст, односно, кога детето кое го лекуваме со хормон за раст, расте годишно, помалку од 2 сантима, односно, му се затварат епифизите на долгите коски, нема простор за растење, тогаш тоа дете, ако нема дефицит на хормон за раст, тоа дете прекинува со терапија. Тоа е доволно и сме постигнале најчесто задоволителна висина. Значи, се додека не се затворат епифизите, има простор за раст. лекување. А постојат ли некакви ризици од овој хормон за раст? Хормонот за раст, сега ние отворено да зборуваме, тоа е лек, во случајов тоа е замена за хормонот кој недостасува кај тие пациенти. За секој од тие лекови, колку и да бидеме ние благодарни на неговата терапија, постојат. Во литературата 0,0% сепак постојат одредени состојби за кои што сме свесни дека може да се појават. Не велиме дека ќе се појават. Прво, најчесто, тоа се локалните реакции. Некој реагира повеќе на болка, бидејќи тој се дава подкожно, се дава со посебно пенкало, со мало игличе. Меѓутоа, малите деца реагираат на тоа, ги боли. Потоа може да се јави нека локална реакција, значи црвенило, не секогаш. Меѓутоа, можно е такво нешто. Посериозна последица која може да се јави, тоа е, може да се јави главоболка кај некои дечиња, болки во мускули, во текот на првата година, да речеме, или зглобови. Може да се јави дури с големен ризик за појава на карциноми, бидејќи овој хормон сепак го стимулира растот. И затоа, тоа е, ние не можеме да го даваме туку така на секого, се знае одредена индикација. Но, тоа е толку ретко, и овие, мислам, потешките ефекти, странични ефекти, да речам, сайд ефекти на хормонот, но сепак мораме да ги напоменеме, стојат како такви. Колку често на клиниката за ендокринологија се јавуваат родители со нивните деца поради растот? Имаме многу пациенти. Многу пациенти. Знаете како? Не велам секогаш проблем со растот, бидејќи не секогаш има проблем. Некогаш е и чувството на родителот дека има некакви отстапки, но или секогаш има некаква отстапка? Прво да бидеме искрени, како оваа баба што се јави, родители кои што се понизок раст, кои што детето им расте ниско, секогаш се загрижени дека децата ќе останат ниски како нив. Тие родители доаѓаат сами. Потоа има благодарение на таа грижа на матичните педиатри, на школските, на специјалистите по школска медицина, бидејќи се прават тие систематски прегледи. Тие доктори не ги упатуваат пациентите кои ќе увидат дека некој дете не расте доволно. Не е секој пациент за терапија, се разбира, не е секој пациент има навистина отстапки, меѓутоа имаме многу деца кои доаѓаат. И затоа дури минатиот месец 20 октомври е денот за одбележување на свестоста
за нискиот раст во детската возраст. Се одбележува секоја година, оваа година дури 2 дена го обележавме, клиниката, Сдруженијето на пациенти со проблеми во растот, компаниите кои што се поддржувачи. Значи, ние се трудиме на секаков можен начин да алармираме таму каде што има потреба да се јават пациентите навреме. Бидејќи тоа е многу важно. Сериозно. Навремената интервенција. Професорке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам вас многу за поканата. Почитувани, денешна гостинка во студиото на Телма беше професор доктор Александра Јанчевска, детски ендокринолог од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје, од Оделот за ендокринологија. Ви благодарам за вниманието и за тоа што и денеска не следевте од самиот почеток до крај. Ви посакувам пријатен ден.